Не така одамна, кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, навивачи, успесите мора да продолжат. Затоа се навраќаме на старите снимки, за да се подсетиме на победите, титулите, трофеите, прославите. По повод 50 години од формирањето на кошаркарскиот клуб Тиквеш, на свечената академија која се одржа во Домот на културата беа присутни голем број на познати личности. Па да слушнеме што тие изјавија. Па вака, значи кошарка во градот започнала да се игра во 1959 година. Една група младинци, меѓу кои јас се вака се сеќавам на браќата Кукови, Киро и Мито, Перо Ралев, Драги Христов, Ано Падиков и уште неколку од нив. Под водство на тренерот и професор во тоа време во гимназијата Димо Димовски започнале да играат кошарка, одиграле неколку кошаркарски турнири. Но овие турнири за жал не постигнале некои поголеми и позабележителни резултати, како што било пак за разлика женската кошарка која да речеме има освоено дури и второ место на овие турнири. Меѓутоа клубот поради можеби финансиски средства најчесто во 1968 година се расформирал. Значи по иницијатива на група спортски работници, поранешни спортисти, на денешен ден 1970 година, значи точно пред 50 години, ги удира темелите на кошаркарскиот клуб Тиквеш. Значи во салата на Домот на културата, ја би спомнал некои од нив, да речеме Илија Каровски, Бранко Ивановски, Диме Галапчев, мојот татко Блажо Камчев, таткото на Марија Нацев, Методи Ацев, секретарот на собранието Радко Прескакулев, Драги Христов, Димитар Пецов и уште многу други, сега да не набројувам сите. Бевме во салата на Домот на културата, кај се одржа основачко собрание и на ова основачко собрание се донесе заклучок да се формира кошаркарски клуб Тиквеш. Два дена покасно имаше состанок управниот одбор на клубот, на кој што за председател беше избран Бранко Ивановски, секретар Илија Лелов, а пак Живко Клинчаров, професор и наш професор во гимназијата, беше избран за тренер на екипата. Значи веднаш потоа одигравме еден кошаркарски турнир во Кавадарци, на кој учествува 5 екипи за пополнување на Македонската кошаркарска лига. Тоа беше пролетта 1970, само неколку 2-3 месеца после формирањето на клубот. Меѓутоа да го кажам и тоа дека кошарка почнале да тренираме пред тоа, значи исто под водство на тренерот. Значи имаше основи кошаркарски пред формирањето на клубот. Можем да кажем дека најголемиот дел играчи потекнуваат токму од оние места во Кавадарци каде што имаше услови за играње на кошарка.
Значи тоа беше најголемиот дел во нашето мало, да речем, гимназијата, црквинското мало. Од тука потекнува, да речеме, Пане Еленов, Миле Спанџов, Киро Спанџов, Орданчо Тотов, ја, Ристо Камчев, Зоран Мукаетов. Значи сите сме во најголемиот дел потекнуваме токму од тоа мало, значи од гимназијата. На првиот турнир, кошаркарски турнир, не успеавме да влеземе во лигата, го освоивме второто место, а влегуваше само една екипа. Значи влезе 22 октомври од Кочани. Втората шанса не ја пропуштивме веќе во есента истата година. После на турнирите, кој ја водеше екипата? Првиот турнир ја водеше екипата Живко Клинчаров и на вториот турнир ја водеше Живко. А кога доаѓа Анџушев и Анџушев доаѓа веднаш на вториот турнир. Значи Ристо Анџушев, Живко Клинчаров демонстративно на утакмицата со на надпреварот на турнирот во Скопје со Студент едноставно го напушти теренот и го замени, нели, Живко Клинчаров. Живко Клинчаров не водеше, Ристо Анџушев не водеше до 72-73 година, а потоа тренер на екипата беше Трајче Клинчаров. Во тој турнирски надпревари за влез во Македонската лига имам сознание дека беа и засилувања поранешни сега покојни ракометари и фудбалери, Ангел Кимов и Трајче Клинчаров. И двајцата има, да речеме, беа универзални спортисти, знаеа да играат и ракомет, и кошарка, и фудбал. Така да Ано Кимов и Трајче Клинчаров беа дел од тимот кој што успеа и благодарение веројатно и на нивната помош клубот избори прво место и влеговме во Македонската кошаркарска лига. Нешто за доаѓањето во Кавадарци на Александар Књазев како играч и како тренер. Тука имам некои сознанија дека најголема заслуга за неговото доаѓање има веќе покојниот ракометар и тренер Васко Јосифов, Херера, такви сознанија дека најмногу заслуги за доаѓањето во Кавадарци се негови. Па види се, Књазев беше искусен играч, еден од најдобрите кошаркари во тогашна Македонија, во нашата земја. Неговото доаѓање во Кавадарци, од работнички, значеше многу. Тој дојде заедно со Сашо Кировски, крилен играч, со висина од 1,95-6 см. Поготово Књазев беше и на некој начин и тренер, макар да формално, правно тренер беше Ристо Анџушев, меѓутоа практично надпреварите ги водеа, да речеме, со неговото искуство, неговото знаење во кошарката. Буквално ја водеше екипата, нели, Александар Књазев. Успеавме, нели, на првата утакмица која што игравме против 22 октомври на некој начин да се осветиме, бидејќи на првиот турнир Кочанчани успеа да влезат во лигата, меѓутоа во Кавадарци ги победивме катастрофално 104-66, скоро 40 коша разлика. Веднаш потоа она што ми останало во осеќавање и фактот дека истата таа година, 1971 година, по завршување на првиот дел од првенство, имавме можност да отидеме во Полска на покана на Полската кошаркарска федерација и да учествуваме на еден пријателски туров. Тоа е Туров од Згоржелец, сега клуб кој што се надпреварил во европските купови. Доста силна екипа и одигравме еден надпревар во Полска на кој што изгубивме, мислам дека 5-6 кошеви разлика, иако првото полувреме водевме со 7 коша разлика. Пољаците ни вратија есента истата година во Кавадарци. Одигравме две надпревари, на двата надпревари победи Тиквеш. Така, 7-8 кошеви разлика. Знам дека на тие надпревари тоа беше можност за прв пат да отидеме во странство. Најголемиот дел од играчите прв пат бевме во странство и имавме можност да се запознаеме со многу нашинци кои што живеа избегани од граѓанската војна во Грција, од кои што еден беше првак на Полска во дигање на тегови, а наш македонец од Зборско. Во наредниот период постигнувавме промени и резултати, да речеме 1972 година го освоивме 9-то место, 2003-2004 10-то место, повторно 10-то место
и така И натаму. шампионска титула 83-84. Да, за прв пат во историјата Тиквеш освои шампионска титула во Мислам дека вие бевте тренер. Да, тоа е на 27 мај 1984 година. Освоивме прво место во Македонија, меѓутоа за жал поради реорганизација на лигите во тогашна Југославија, од две втори се формира една втора лига, така да овие што беа републички прваци повторно остана да се натпреваруваат во македонската лига и не успеавме да играме во повисок ранг, него останавме повторно во македонската кошаркарска лига. Господин Канчевски, една споредба за тој период 70-та година и денешната кошарка. Има ли начин да се споредува? Види, ние тогаш игравме аматерска кошарка, целосно аматерска кошарка. Значи, можеби нашиот успех беше заради тоа што трениравме многу. Имаме солидни услови во салата на ДТВ Партизан. Тренираме 4, неретко и по 5 пати во неделата. Имаше голема, она што ни недостасуваше, да речеме висина. Секогаш бевме тенки на центарски позиции. Неретко игравме со центри и крилни играчи не повисоки од 1,90 м, да речеме. Меѓутоа, она па што нас не недостасуваше го надокнадувавме со голема борбеност, пожртвуваност, големо другарство, кое што другарство ја верувам дека еве ден денеска сите ние поранешните кошаркари имаме многу блиски, многу добри Другарството останува до ден Да, денес. и можеби токму таа борбеност придонесе да постигнеме доста заедни резултати. А нешто за публиката, навивачите? Па вака, значи со формирањето на клубот се формира и наша публика. Јас би спомнал неколкумина од нив, како Дано Мојсов Табакот, како Петре Митровски, како Чиро Каров Утката, Махир Каджимустафов, Бранко Меркаш и уште неколку други. Перето на Момчило. Да, го кажа Петре Митревски. Исто и Конго. Точно Да, Конго, да. Ифтим Китев. И овие постарите Мексико и Мојсов. Да, така да они беа нашиот шести играч и знам дека не направија ниту еден единствен инцидент. Секогаш беа коректни во најавањето, сега нормално оние провокации према судиите и према играчите, како и што и сега ден. Меѓутоа знам дека публиката беше секогаш нашиот шести играч. Можеме да разговараме со часови. Па можеме, во друга прилика. Во друга прилика. Да. Канчевски, благодарам и посакувам оваа манифестација да помине во најдобар ред. Да се надеваме дека Благодарам. Прво фала за убавите зборови, но се наоѓаме во Кавадарци, се знае тука кој е иконата. Тоша Гечевски си е иконата. Да, фала, шала. Голема чест е да се присуствува на ваква манифестација 50 години. Се надевам секој клуб ќе ги гаи овие вакви манифестации, поради тоа што клубот не е сега само денешницата. Треба да се испоштуваат и тие што направиле нешто пред. Големо е задоволството. Кавадарци е кошаркарски град, многу репрезентативци, како што беше кажано, спортски работници и ети оваа сезона имаат супер резултати, така да се надевам се најдобро за клубот и да ме поканите на следната манифестација. Секако, има ли некои актуелности во Кошаркарската федерација на Македонија? Актуелности, мислам дека се запознаени, селектор ставивме нов, мислам стручниот штаб, на нас е да се обезбедат најдобрите услови што може и ќе ги обезбедиме, веќе се обезбедени повеќето, да биде празник на кошарката и Македонија да се врати на старите патеки во големите натпреварувања, поради тоа што заслужува. Заслужуваат играчите, заслужува нашата македонската јавност, спортските обители, кошаркарските обители, така да се надеваме дека ќе го исполниме нивниот сон и нашиот сон. Господин Антич, благодарам и посакувам уште многу вакви средби, да се дружиме и кошарката во Македонија да оде напред. Дај Боже, ви благодарам уште еднаш на поканата и ви посакувам се најубаво, среќни празници, среќни божични празници, све најубаво. И не, господине пријатели. Пријатели, да. Поздрав. Артан, кучо, како си прво? Добро сум, фала на сите и на управа што ме поканат на овај ден и мене ми беше мило заради денеска ги видов сите моите пријатели од постари и од младите на тоа време, сега више не се млади.
али убав поминовме и драго ми е за сите тоа и се надевам дека кошарката ќе оди пак напред, ќе има деца дека работат тука во Кавадарци и ќе одат поубаво со Гечевски и Самарџиев као тренер и се надевам ќе одат убаво кошарка. Дали специјално од Албанија дојде за оваа манифестација? Специјално дојде само заради тоа. Затоа кога доаѓам ја не може сите најдеш да ги најдам и вака овај ден е специјално заради тоа. Покрај мене се Ристо Анџушев Ицката, исто така уникатен спортист и во фудбал, и во кошарка, и во ракомет. И во одбојка. И во одбојка. И пинг-понг. Ако може нешто за оние први почетоци на кавадаречката кошарка, значи 1970 година. Па кошарка се играше и пред 70 година во Кавадарци, само немаше формирано клуб. Ние една група ентузијасти 70 година се собравме и одлучиме да направиме клуб. Тука беа за почеток беа Бранко Иванов, Тимчо Ридов, Радко Митов, една група луѓе, Илија Лелов, вашиот новинар, и он беше Бранко Иванов новинар, јас, Илија Каровски, и почнеме, одлучиме да правиме клуб. И првата година се имаме квалификации за влевање во Македонска лига. Тука беа, во нашата група беа борец од Велес, студент од Скопје, Пробишчи и Тиквеш Кавадарци. Почеткот беше прв, почна со работа господин Живко Кончаров и на првиот турнир беше во Скопје. После првата утакмица катастрофално изгубивме. Сите утакмици ги изгубивме таму. Човек после првата утакмица откажа. И од управата беше сега што да правиме натаму. Ќе откажуваме или ќе одиме натаму. Ја го превзев клубот. После наредниот турнир во Велес ги добивме сите утакмици. Они беа млади, неискусни, не беа добри, што нема искуство. Ја тогаш ги убацив Ано Кимов и Трајко Клинчаров, ракометари. Они се поискали. Дадоа ли добар допринос за влезот во... Дадоа допринос за турнирот во Велес и во Пробишни. Во Велес ги добивме сите, само одборите изгубивме, додека во Пробишни ги добивме сите утакмици. И последната беше одлучен турнирот во Кавадарци. Скопје има студенти, има добар, го знае Зоки, што беше после беше секретар во Сојузот. Како му беше преземето, не би текнуе. Господине Анџушев, дали кој надпревар ви остави посебно? Последниот надпревар Кавадарци за влевање во Македонска лига. Против студентот Скопје. Ние не можеме да го задржиме, тој има еден извореден играч, многу брз, искусен, он беше порано игрорец во танец и друг спас немаше. И викам на Миле Спанчов, Миле, прва прилика, затворај лево, десно, да го нема. Да. Не честно, не спорски беше, ама мораше така да биде. Нешто за доаѓањето на Александар Књазев во тоа време? Па од кога ние се квалификувавме Македонска лига, управата се договорихме да го земе Књазев, а со Књазев дојде и Сашо Кировски. Да, крилен центар. Сашо Кировски и заедно идеа со Књазев они. Јас со Књазев договарав, ја водев екипата тука, а Књазев беше као играч. 4 години, 5 ги водев ја клубот и јас сум највиновен што овој клуб се уште во Кавадарци и ми е драго што е така. Ова е голем јубилеј, 50 години, не се малку. Никој не очекуваше дека до овој почеток ќе живее. Да го слушнеме мислењето и на вашиот играч од тоа време, Зоран Мукаетов. Па вака, во тоа време не красеше до големо другарство, ентузијазам, кој што ние на еден начин санјаравме да бидеме повеќе од тоа што сме. Така да, со помош на луѓе кои што беа спремни да ни помогнат од не финансиски, не со чисто онака организацијски, почнавме со играње на така кратки турнири и квалификации, да се каже, кај што се среќававме со слични екипи како нашата. Ние во тој момент чисто не бевме кој знае колку технички
подковани за овој спорт. Меѓутоа, со наше големо залагање, со наше борба, со ентузијазам, ние успеавме на еден начин да направиме еден пионерски потфат за понатамошните генерации кои што дојдоа, кои што одеа све понапред и понапред. И мене лично ми е многу драго што овој спорт се претвори во еден глобален спорт кој што можам да кажам дека е на највисоко ниво на гледаност и интерес од страна на целокупна популација. Нешто за твоите соиграчи од тоа време? Па вака, како на кој начин сакам да кажам се створи екипата Тиквеш. Значи, ја и мојот школски другар Киро Спанџов се договоривме да преземеме иницијатива и во гимназијата кај што бевме четврта година гимназија, почнавме да одиме од клас во клас и да ги анимираме луѓето кои што беа заинтересирани, учениците кои што сакаат да играат кошарка, да почнеме со тренинзи и со помош на управата, на еден начин не потикна да можеме да напредуваме и после година и пол така влеговме во Македонска лига. И со стекот на времето од квантитет се дојде до квалитет, кој што сметам за тоа време дека беше на едно осредно ниво за македонски прилики. Пошто имаше многу поискусни екипи, али во овој момент ми е чест и задоволство дека ние сме на еден начин пионери за повисоките дострели на кавадаречката кошарка.